Добре дојдовте во процес. Случајот со малиот Леон отвори многу прашања и дилеми. Но пред да почнеме да дискутираме на оваа тема, да видиме што се случуваше хронолошки со глувонаемото дете откако беше обелоденето дека било малтретирано и врзувано во институцијата каде што престојуваше. Да го погледнеме прилогот. Случајот со 10-годишниот Леон Рапоцки ја крена на нозе македонската јавност, откако беше обелоденето дека во институцијата каде што престојува во Бања Банско бил врзуван со јаже за креветот, а особено кога се откри дека таму е сместен со погрешна дијагноза. 8 стручни лица ставиле подпис на наодот во кој се вели дека Леон има физичка и психичка попреченост и е со телесен инвалидитет во тешка форма. Но реалната слика е поинаква. Леон е темпераментно момче, трча, скока, сака да се гушка и милува и плени со својата насмевка. Тој е глув од своето раѓање и досега никој го нема научено да го користи знаковниот јазик, па затоа со вработените и другарчината се разбира со мимики и гестови. Случајот излезе во јавноста кога народниот правобранител го изнесе во годинешниот извештај, 8 месеци откако го открил случајот. Според народниот правобранител Иџет Мемети, тие случајот веднаш го пријавиле во Министерството за труд и социјала, но од таму досега немаат преземено ништо. Дури откако случајот беше обелоденет во јавноста, Министерството најави дисциплински постапки за сите инволвирани во случајот. Од друга страна, директорката на Центарот за социјални работи од Битола, Виолета Гаджовска, ја избегнува одговорноста за погрешното сместување на Леон, упатувајќи ја екипата на нова да се обрати во Министерството за труд и социјална политика. И во Бања Банско, одговорноста ја префрлуваат во Министерството. Од Хелсиншкиот комитет сметаат дека не се доволни дисциплинските мерки и најавија кривични пријави за сите учесници во случајот. И бараме, одговорност и од лекарите кои што го ставиле својот подпис на овој наод и мислење, но ќе бараме одговорност и од за директорката на Центарот за социјална работа Битола, како и на оние службени лица од Министерството за труд и социјална политика кои што биле инволвирани за случајот, знаеле за состојбата, но сепак извршиле притисок да Леон биде примен во заводот во Топанско поле и дале согласност. Притоа министерот за труд и социјална политика ќе треба да одговори на прашањето зошто дозволил да дојде до ваква ситуација и да се соочиме со случај кој што говори за фрапантна небрежност, несоодветно, па дури и сурово однесување кон едно малолетно дете. Малиот Леон сега е сместен во Заводот за заштита и рехабилитација на деца и младенци Топанско поле, наменет за деца со посебни потреби. Така било сугерирано од Министерството за труд и социјала. Но и ова институција не е адекватна за сместување на Леон и не располага со стручен тим од толкувачи кои би го научиле момчето на знаковен јазик, велат извори за нова од ова установа. И додека тече институционалната препирка, Леон веќе полни 10 години и досега по трет пат го менува живеалиштето. Од Хелсиншки комитет велат дека треба да се покрене постапка за утврдување на одговорност од страна на докторите за несовесно вршење на работата. Леон 2 години беше сместен во Бања Банско, по желба на Центарот за социјални работи од Битола. За да биде сместен таму, издадена му е погрешна дијагноза дека боледува од церебрална парализа. Случајот со тортурата врз глувонемото дете кое беше врзувано со јаже во Бања Банско ја отвори дилемата дали Леон е единствената жртва на институционалниот хаос во државата, колку институциите си ја вршат работата за која се одговорни, но и што треба да се смени за тие да реагираат соодветно. Нова досега неколку пати побара интервју со министерот за труд и социјална политика Диме Спасов за да се расчистат дилемите околу неволите на младиот Леон. До ден денешен, одговор од Министерството за нашето барање нема. Добре дојде за Уранија Пировска, извршен директор на Хелсиншкиот комитет. Мене ми е жал што денеска во студиото немаме представник од институциите, од државните институции, ниту пак некој психијатар или психолог. Ете, не знам, ја избегнуваат темата за разговор. Всушност, Хелсиншкиот комитет беше првиот кој што реагираше и кој што излезе јавно за овој случај. За жал, институциите останаа глуви, дури и за изјави за медиумите. Точно така, она што во најмногу ме потикна да веднаш реагираме, беше фактот дека токму она институција која што го открила прва случајот со детето, односно институцијата Народен правобранител, за случајот информира 8 месеци од кога го открила случајот,
и од тоа што го кажа народниот правобранител на неговата пресконференција беше јасно дека освен што било побарано да се преземе инспекцијски надзор од страна на Министерството, никаква друга активност не била преземена. Што треба, еве да тргнеме од таа страна, од нели последните случувања, што требал да направи народниот правобранител, а што Министерството за труд и социјала, кое што покажување на народниот правобранител било известено пред 8 месеци? Видете, тука е многу јасно. Значи, за една институција која што работи на таа проблематика и која што при тоа има тим кој што врши посети во таквите установи, за мене беше несватливо да се побара само инспекцијски надзор. Ние, значи, зборуваме тука за чин на тортура. Тоа дете било врзано, кон него се однесувале нехумано, понижувачки и несоодветно за неговите посебни потреби. Меѓутоа, она што е уште по-сериозно и кое што отвара многу прашања за функционирање на нашиот систем, е наодот врз основа на кој што тоа дете било сместено во специјалниот завод Вања Банско. Тој момент отвара многу прашања. Точно така. Јас веднаш што дознав за случајот, го посетив детето во заводот во Топанско поле. На што наидовте тогаш кога... Јас најпрвен побарав да извршам увид во документацијата. Мене ме фрапираше сознанието дека детето било сместено во специјалниот завод Вања Банско во наод во кој што се вели дека детето освен што е глуво-немо и има умерени пречки во развојот, дека воедно има и церебрална парализа. Јас таквиот наод го земав со себе, на него се потпишани 8 специјалисти лекари, значи секој специјалист за својата област. Детето после тоа го видов и нормално дека неспорно беше дека таквиот наод не соодветствува со неговата здравствена состојба. Тоа ми беше потврдено и од негувателите во Топанско поле. Значи ли тоа дека и докторите работат по некој систем, по некоја шема? Апсолутно, значи, знаете што, ние не зборуваме за одговорност на само една институција тука. Ние зборуваме тука за еден магичен круг во кој што учествуваат сите институции и кои што на некој начин со својот подпис го покривале случајот. И ја запечатиле судбината на тоа дете, бидејќи тоа дете, освен што било жртва на едно нехумано однесување и постапување од страна на луѓето во специјалниот завод Вања Банско, воедно зборуваме за дете кое што е апсолутно воспитно запуштено. Детето не го познава знаковниот јазик, што е несватливо бидејќи детето има 10 години, е на 10 годишна возраст, а воедно, иако е на таа возраст, се уште не може самото да ги извршува своите физиолошки потреби. Значи, зборуваме за училиште да не зборуваме сигурно. Небрежност во неговото третирање. Јас мислам, и тоа го кажав уште на самиот почеток кога го откривме случајот, дека ние тука зборуваме за кривична одговорност. Прво зборуваме за чинна тортура, второ зборуваме за лажен наод и мислење за здравствената состојба на детето. Издадени од на кој што стои институции. Точно така. Од тогаш до денес се огласи само Министерството за труд кое што изјави дека еве сега после 8 месеци ќе изврши инспекцијски надзор и ќе покрене дисциплинска постапка. Апсолутно не се согласувам. Ние спремивме кривична пријава и таа кривична пријава ќе оди. Значи ќе се однесува на вработените во специјалниот завод Вања Банско, но ќе побараме одговорност и за значи лекарите кои што го ставиле подписот на наодот за здравствената состојба на детето. Ние овој случај понатаму ќе го пратиме. Јас веќе се обратив и до министерот за труд и социјална политика, чекам да ме информира што е превземено освен дисциплинските постапки кои што најавија дека ќе бидат покренати. Меѓутоа, ние во нашето барање побаравме и да се изврши рекатегоризација на детето. Она што сакам да го потенцирам, дека овој случај само потврдува дека се уште има деца кои што се сместени во специјалните училишта несоодветно на нивната психичка и физичка состојба. Тоа беше највеќе случај со децата од ромската затоа имаат известувано и неколку меѓународни организации.
нашата држава пројави декларативна волја дека тој феномен ќе остане позади нас и дека ќе биде спречен да се повторува и децата да бидат жртви на непрофесионалното однесување на институциите. Меѓутоа, овој случај не враќа назад. Овој случај покажува дека ние ништо не сме направиле на тој план. Токму тоа сакав да го посочам. Како новинар на поранешната А1 телевизија имав прилика да работам со такви или слични случаи. Дури ние како телевизија откривме една болничка соба во детската клиника, каде што се сместени деца, од кои што родителите си имаат откажано при нивното раѓање, имаат некоја аномалија или срцева мана и чекаат државата да им стане законски старател за да можат лекарите да ги оперираат. Тие социјални служби реагираат толку бавно или воопшто не реагираат така што децата бавно умираат таму. Успеавме да спасиме 2 деца, тоа беше малиот Бошко и Даниел, кој што беше опериран во Бугарија и родителите си го земаа, меѓутоа имам чувство дека работите одат надолу. Се работи за човечки животи и за деца. Апсолутно се согласувам. Што треба системски ли треба да се смени нешто? Најпрвен за тоа дете бил одговорен Центарот за социјална работа. Значи Центарот за социјална работа Битола е вклучен и јас носи одговорноста за малиот Леон, бидејќи тој центар е законски старател на Леон. Леон нема родители. Значи, тој ист центар, односно директорката на центарот, вршала притисок откако се дозна за случајот да Леон биде прифрлен во заводот во Топанско поле и покрај тоа што е било укажувано дека детето не припаѓа за таа установа. Детето треба да биде третирано во согласност со неговите потреби. Јас навистина мислам дека за овој случај не само Хелсиншкиот комитет, туку и сите оние кои што довеле до тоа да ова дете се биде во ваква ситуација на потполна воспитна запуштеност, да се замислат што понатаму ќе преземат за тоа дете да може да го продолжи животот соодветно на неговите потреби. Јас повторно ќе одам да го посетам заводот во Топанско поле и не мислам да престанам со притисоците врз Министерството за труд и социјална политика да издаде нов наод и мислење за здравствената состојба на Леон, па понатаму детето да биде соодветно сместено. Ако воопшто постои институција, овој процес ние ќе го следиме. Видете, постојат згрижувачки семејства на крајот на краиштата. И домот за деца без родители точно така. е еден Значи, постојат згрижувачки семејства кои што би се грижеле за малиот Леон, детето би одело во училиште за деца нели со оштетен слух и говор. Би го научил знаковниот јазик. Јас планирам исто така да остварам средба и со Сојузот на глуви лица и ќе барам и нивна помош за случајот. Вие знаете дека оваа категорија на лица побараа помош од Хелсиншкиот комитет. Значи не станува збор само за Леон. Овие лица не ги уживаат правата на начин на кој што тоа им го гарантира Уставот и законите на Република Македонија. Според тоа мислам дека случајот на Леон може да не само да ги отвори прашањата кои што со години наназад биле покривани од страна на институциите, меѓутоа и да отвори еден пат во кој што ќе можеме да даваме соодветни укажувања како понатаму овие лица да ги уживаат своите права на начин кој што соодветствува на нивните потреби. И малиот Леон само го отвара прашањето дали е единствениот кој што бил третиран на ваков начин. Сигурно не е единствениот. Јас тврдам дека се уште ние го немаме надминато проблемот со сместување на децата од ромската етничка заедница во специјални училишта. Сметам дека не до крај се истражуваат овие случаи и дека феноменот на неказнивост постои во овој сегмент од нашето општество, бидејќи вие видовте, Министерството за труд ќе покрене дисциплински постапки. За мене тоа е абсурдно. Значи, ние зборуваме за уништување на еден живот. Да не зборуваме за тоа дека токму воспитната запуштеност може да доведе понатаму до пречки и во менталниот развој.
Овој втор случај со Битолскиот центар за социјални работи, првиот беше со Бошко, кога беше одземен од семејството и повторно вратен во домот за доенчиња. Ниту тогаш, ниту сега не видовме Министерството да преземе некакви мерки против поригорозни одговорната во Центарот за социјални грижи. Интересно е што и во Бања Банско и во Центарот за социјални грижи прстот го вперуваат во Министерството за труд и социјала. Точно е тоа. Значи, дали тоа значи дека од тука доаѓаат сите тие наредби? Видите, Министерството не може да има увид, еве јас сега зборувам навистина од една објективна гледна точка. Министерството е тоа кое што е надлежно. Меѓутоа има служби за контроли. Меѓутоа, чинот на тортура е извршен од вработените во специјалниот завод Бања Банско. Ама детето е несоодветно сместено. И е несоодветно сместено и тоа по налог на Центарот за социјална работа, бидејќи Центарот е негов законски старател. Значи, ние не можеме да вината за овој случај само да ја префрламе на Министерството за труд и социјална политика. Апсолутно дека Министерството за труд треба после овој случај да преземе ригорозни мерки. Видовме дека тоа нема да се случи. Да не заборавиме, ние во Скопје имавме случај на дете кое што беше убиено од својата мајка. Случај за кој што Центарот за меѓуопштинскиот центар за социјална работа знаеше со години и знаеше дека состојбата на мајката е таква и дека незиното поведение, однесување и постапување е ризично за детето. И дека треба нешто Но да се случи тоа што се случи. Повторно никој не ја сносеше одговорноста. Кај нас се повторуваат работите. Се повторуваат заради тоа што се покриваат пропустите во работењето на службите. Се додека некој не одговара на начин кој што навистина би говорил за степенот на одговорноста во одреден случај, ние нема да ги надминеме овие проблеми и нема да се спасиме од ваквите случаи. И институциите да реагираат побрзо и така Апсолутно, како апсолутно, што треба. еве гледате колку дадените време помина. Јас мислам дека дури и да се донеса, да се покренат такви дисциплински постапки, дека казните кои што ќе следуваат во тие дисциплински постапки ќе бидат минорни, ако се има предвид последиците кои што ги трпи ова дете поради се што му се случило. Добро, вие ќе го следите случајот и понатаму, ние како медиум ќе продолжиме да го следиме. Јас ви благодарам на вашата поддршка во овој случај, мислам дека овој случај треба и сите околности во овој случај треба да и бидат достапни на јавноста. Јавноста треба да знае како функционираат нашите институции. За жал не сите медиуми го покрија до крај случајот, односно реагираат само тогаш кога Министерството најави дисциплински постапки. Точно. Ви благодарам на гостувањето. Молам.